почитувани, ви благодарам што сте заедно со Слободен печат. Велика Британија воведува нови закони за справување со така нареченото антисоцијално однесување. Сега во овој момент можеби се прашувате зошто имаат потреба од такво нешто. Истражување спроведено во период од 3 години од 2020 година покажало дека кражбата на историски знамења од културни објекти и локалитети се зголемила за 9% во 2022 година. Еден вид на камен кој што постои во Велика Британија е многу популарен по својата боја и издржливост. Бил често мета на крадци, замислете, оделе дотаму што го корнеле од зидовите или од подот на историските згради. Што е тоа што се случува во Велика Британија и на кој начин планираат властите да се справат, односно да го регулираат антисоцијалното однесување во државата? Во живо на оваа тема дискутираме со нашата колешка и дописничка од Лондон, Жанета Скерлев. Good morning! Good morning! Како сте? Добро утро на сите! Ве поздравуваме во веќе празничен амбиент од студиото на Слободен печат. Супер, баш ми е драго. Тука веќе речи си се украсено, нема ни еден објект, ни една продавница без елка, без светки, без дури оние најобичните се најмногу украсени, така што има фантастична атмосфера. Но да се вратиме на темата наша, антисоцијалното однесување стана голема тема тука, една од поголемите. Оние податоци кои ги кажа претходно се апсолутно така. И само во 2023 година, значи минатата година, се регистрирани над 1 милион прекршоци антисоцијално однесување и новата влада британска реши да преземе нешто во врска со тоа. Реши да воведе построги мерки за АСБО, Antisocial Behavior, тоа е кратинката, значи антисоцијално однесување, и Министерката за внатрешни работи Ивет Купер најави дека веќе на почетокот на идната година ќе биде усвоен тој закон, значи ќе биде донесен пред парламент, кој предвидува многу по-строги, по-ригорозни мерки кон прекршителите. А на што се мисли? Се мисли не само на тие што оштетуваат споменици, крадат камења, туку на тие кои се пијани во центарот на градот или во одредени делови на градот. Тие кои возат мотори или возила горе-долу по улиците и го нарушуваат јавниот ред и мир, и тоа не само во определени часови после 11-12, кога затвараат рестораните и пабовите туку и воопшто во текот на денот. Исто така, оние кои се пијани на улица, оние кои се собираат по паркови, уништуваат клупи, детски игралишта, се што може ќе им топатне до рака да уништуваат. Така што се планира да се воведат поригорозни мерки и парични казни и до 2 години затворски казни. На што се должи ова однесување? Да, прости, на што се должи ваквото однесување на луѓето? Се знае ли причината зошто има антисоцијално однесување во последните години? Па, една од причините велат психолозите, психијатрите, оние кои ја следат оваа проблематика, е тоа што казните не се применувале како што било порано. Например, во 2014 година Тони Блер и неговата лабористичка влада ги воведоа казните за АСБО, за антисоцијалното однесување. Меѓутоа, потоа сите конститутивни елементи на Обединетото кралство, освен Шкотска, ги укина. Посебно конзервативците го укина, владата на конзервативците. Сите други следеа. Шкотска остана само каде што до ден денеска тоа е на сила.
Исто така велат дека сиромаштијата, дека несигурните времиња во комбинација со неказнивост, сето тоа доведува до зголемување на овие однесувања. И знаете, ако никому ништо, кога ќе направите некој прекршок, ќе добиете во најлош случај опомена, тоа создава чувство на неказнивост и овие однесувања вакви продолжуваат. Например, во центарот на Лондон, во петоците вечер, во сабота вечер, кога луѓето одат да се после работа и воопшто за викенд да се разонодат, има делови на Лондон каде што навистина не е пријатно да се помине од пијани луѓе или од агресивни луѓе, а исто така има делови од Лондон каде што навечер е прилично непријатно, односно се зголемен број на кражби, на насилно однесување, зголемено насилничкото однесување на младите, тука ножевите играат улога и бодењето со ножеви. Владата реши да преземе нешто на ова поле и од почетокот, како што реков, на идната година ќе се донесе нов посилен закон, но некои работи веќе веднаш, значи се дава овластување на полицијата веднаш да реагира, да ги запленува возилата, да ги запленува моторите, да ги запленува електричните велосипеди, тротинетите тука се забранети, макар во градот да се возат, макар што постои некоја иницијатива поради почист воздух да се дозволи, меѓутоа пак ќе се внимава на тоа дали возат брзо, дали се гласни, дали се опасни за луѓето. Така што тоа уште веднаш полицијата доби овластување уште веднаш да може да го спроведе. Исто така има и големи парични казни до неколку илјади фунти и можност до 2 години затвор. Значи лабористичката влада на чело со министерката за внатрешни работи Ивет Купер очигледно не се шегуваат со ова и решаваат со остроги мерки да се изборат за Лондон да биде и не само Лондон, туку и другите градови низ Велика Британија да бидат посигурни места за живење. Кога сме кај новите санкции, прочитав уште една санкција која што владата ја воведува, а тоа е против работодавачите кои експлоатираат странски работници. И тоа е нешто што е актуелно тука, со оглед на тоа што бројот на странските работници по Брекзитот радикално се намали, доаѓаат странски работници од други бивши колонии, главно на кои им е полесно да дојдат, доста незаконски имигранти, владата се обидува да се справи и со тоа. Значи, од една страна мониторингот да се види што и како се случува, од друга страна високите и ригорозни казни, нема опомени. Значи, ако некој е фатен со да прави прекршок, нема да му се изрече опомена, па ако се поправи ќе биде се во ред, туку веднаш ќе му се заплени, ќе добие казна или ќе му се заплени, посебно она што го кажував претходно за бучните мотори и автомобили, мислам дека знаеме дека и во Скопје има такви случувања. Полицијата, општините, разни здруженија за заштита на граѓаните добиваат овластувања, но пред се полицијата да може тоа веднаш да се заплени и во некој случај дури и нерегистрираните или пребучните возила и да се уништат. И така се смета дека на некој начин ќе се намали ова антисоцијално однесување. Од друга страна, констатирано е дека нема доволно полиција во Велика Британија.
дека времињата кога луѓето ги знае, а полицајците кои патролира низ улиците на одредени делови и населби, се минато и сега владата сака тоа да го смени, да има така наречени позорникари, ако се сеќавате тоа го имаше и кај нас. Значи да биде видливо присуството на полицијата за да може луѓето да се обратат или тоа превентивно да делува, бидејќи ако секој ден патролира полициска екипа која ги знае улиците, луѓето ќе ги знаат и нив, така што ќе има на некој начин и психички, психолошки безбедно чувство дека оваа населба или овој дел од градот е безбеден и дека јас навечер кога ќе се враќам не треба да стрепам или да знам дека има некој кој води сметка за безбедноста. Исто така. Да, прости, довршете си ја мисла, да. Исто така ќе се работи и на зближување на луѓето кои живеат во одредени улици. Отугеноста тука не е непозната работа, напротив, колку ги знаеме нашите соседи, имаше една анкета која ми стигна мене, колку ги знам соседите, дали би им дала клуч од мојот стан, дали можам да се потпрам на нив за одредени ситуации или за не дај Боже. Сега, после известно време, луѓето се зближуваат во улиците, меѓутоа јас мора да признам дека не знам кој живее на крајот на мојата улица, макар што кога излегувам сите ги поздравувам и климнувам. За разлика од порано, ќе речам. Да, и луѓето да водат сметка едни за други, тоа мислам дека малку побавно и потешко ќе оди во оваа земја, каде што нема баш традиција на секој си ја гледа главно својата работа, но комбинацијата од сето ова, а посебно активноста на оние кои треба да се грижат за јавниот ред и мир и за спроведувањето на тие азбомерки, ќе биде од најголемо значење. Ова со соседите ми беше интересно, велам, за разлика од порано, кога соседите многу добро ги познававме, правевме јајвар со соседите, појадувавме со соседите, се правевме, сега некако се чини секаде се отуѓи тоа, дури и во зградите се чини дека само на добро утро и на добар ден се луѓето. Само за крај би сакала да го заокружам разговорот, ова би рекла еден поздрав за владата која што сака да превземе, затоа што факт е дека дисциплината врз еден народ се регулира преку санкции. И ние со вас не случајно често дискутираме на различни теми и примери од Велика Британија, се со цел можеби и овде да се применат. Од ова што го кажувате, многу е едноставно и овде во нашето општество да се применат ваквите начини на санкционирање. Не е некоја филозофија. Релативно едноставно, мислам дека е поедноставно тука, бидејќи тие што ве казнуваат, вие не ги знаете. Кога добиваме казни за разни сообраќајни прекршоци, например, сум добила за погрешно паркирање или за тоа што сум застанала на улица каде што има две жолти линии или една жолта каде што во тој дел од денот е забрането паркирање, добиваме фотографија со документи, вели во тој на тој ден, во толку часот сте го направиле тој и тој прекршок и јас не знам дали, не го знам ни Джордж, ни Майкл, ни Перо, ни Миле, за да одам во полициска станица и да фатам врски. Значи, неказнивоста е голем проблем, а исто така голем проблем е тоа што кога живеете во помала земја, кога секој знае некој, кој го знае некој, кој го знае оној ваш што ви треба, се фаќаат врски, но доколку сето тоа се направи да биде преку интернет, преку компјутери, преку во крајна линија и вештачка интелигенција, многу полесно, тоа е моето мислење. Овде санкциите на вистина имаат голема улога, мене на крајна памет не ми паѓа
да застанам кај нас само на 2 секунди и со сите 4 светла трепкачи да ја оставам колата и да одам и да правам шопинг или било што. Ниту да паркирам некаде каде што не смеам, ниту да не платам кога ќе паркирам, а за некои други антисоцијални однесувања, како да ја турирам колата или да извадам ауспух за моторот да биде погласен или добро сега немам мотор, тоа е зошто немаме друга приказна, но значи санкциите се многу битна работа, исто така и едукацијата, да се информираат луѓето, да знаат зошто се прави тоа, и заради тоа што сакаме тука парковите да бидат паркови, клупите да не се кршат, детските игралишта да останат детски игралишта и да се чувствуваме сите безбедно на улица. Во Лондон направија една апликација во која може да кликнете и да видите во кој дел нема голем број криминални однесувања, кој дел е посигурен, кој дел е понесигурен, и тоа исто така е еден начин да а тие таму општини каде што е констатирано дека не е сигурно, не безбедно и дека има голем број хулигани, несоодветни однесувања и се нотираат и тие на некој начин се именуваат и се засрамуваат. Се кажуваат со имиња и презимиња? Меѓутоа казните се основата. Се кажуваат со имиња и презимиња сторителите на кривични дела? Сега да, порано беше со иницијали, сега се кажуваат и со имиња и со презимиња, за да се даде пример дека ако го сторите ова, вие не сте безимен, не сте на една страна е чувањето на приватноста, може би ќе има прогледување на прсти ако ова ви е прв пат, меѓутоа ако постојано се повторува, тогаш се објавува и тоа. Има и разни мрежи на луѓе кои живеат во одредена област, neighborhood watch имаме тука, каде што се објавуваат и фотографии на прекршители, така што значи заедничката активност и на владата и на полицијата, меѓутоа и на заедницата тука се очекува да дадат добри резултати. Така што можеби за некаде средина на идната година, кога ќе имаме дебрифинг на оваа тема, ќе разговараме колку овие мерки успеале да ги намалат антисоцијалните однесувања во Велика Британија. Скерлев, благодарам со задоволство. Секако секоја недела ве очекуваме со новите содржини или писмата од Лондон, како што вие ги нарекувате, затоа што е навистина добро да се направи една компарација со една развиена земја и да се поземи некој пример од таму. Слушнавте, во Велика Британија стигнале до таму преку санкциите, дури да имаат и апликација да има алармира каде има непријатно однесување, каде во кој дел од градот да не се движите. Тоа е уште едно вклучување на Скерлефа од Лондон, а вас ќе ве поканам и понатаму да бидете со Слободен печат.